сте директно во нашата целовечерна програма, каде што ќе го проследиме резултатот од вториот круг на претседателските избори во Македонија, круг кој што ќе ни донесе известна драма, бидејќи првиот круг заврши со релативно тесен резултат и во смисла на излезноста на гласачите и во смисла на разликата во гласовите помеѓу двата водечки кандидати, госпоđата Гордана Сињановска-Давкова и господинот Стево Пендаровски. РНТВ е послан низ целиот град, како што можете да очекувате. Имаме постојани линкови кои што се наврска во седиштата изборни штабови на СДСМ и на ВМРО ДПМН. Имаме еден статичен линк кој што се наоѓа во ДИК, од каде што инаку чекаме во секој момент да се вклучиме во првата вечерна пресконференција на Државната изборна комисија. А имаме еден линк кој што ќе биде на располагање таму каде што ќе се случуваат важни настани, за да можеме да го задоволиме вашиот интерес и комплетно да ги покриеме и овие избори како и минатиот пат. Се вклучуваме директно во ДИК, па ќе продолжиме во студиото. Оние кои што мислат дека имало да пријават до надлежните органи. Она што вас ве интересира, значи можам да ви кажам дека до 18:30 и некоја минута потоа излезноста е 795.577 граѓани или во проценти 44,5% од обработени 3.428 избирачки места или тоа е 97,61% обработени избирачки места. Очекувам до крајот, значи половина час колку што остана од последното собирање на резултатите, да има уште некој глас повеќе и со тоа да го завршиме денешниот ден. Општини во кои што карактеристично е поголема излезеност на овој изборен ден се општината Битола со 53,26%, општината Вевчани 65,23%, Гевгелија со 66,17%, општината Демирхисар со 67,12%, Дојран 65,52%, Кавадарци 61,15%, Карпош 55,91%, Крива Паланка 70,49%, Крушево 66,97%, Македонски Брод 66,87%, Неготино 65,21%, Новаци 65,77% и Ранковце со 66,68%. Онаму каде што е покарактеристична помалата излезеност, тоа е Шуто Ризари со 26,91%, Центар Жупа 17,47%, Теарце со 23,58%, Студеничани 29,12%, Струга 28,98%, тука е исто и Желино со 15,42%, Гостивар 23,32%, Липково 23,93%, Рачиново 30,65%. Тоа е вака накратко она што најмногу ве интересира и давам збор на колешката Детмире да за колегите од албанските редакции да ги соопшти еден дел од овие резултати и после повелете со вашите прашања. Добро, еве, како што слушнавте, од нашето вклучување директно од Државната изборна комисија, очигледно е дека завршивме една голема работа на овие избори, а тоа е, значи, имаме излезност. И таа излезност е веројатно и релативно, да кажем, не само задоволителна, туку и голема за претседателски избори, бидејќи таа е до 18 часот и 30 минути стигната негде околу 44%, веројатно ќе биде до крајот на изборниот ден уште некој процент повеќе, што значи дека е исклучително, да кажем, вродија со плод сите оние повици од претседателите и лидерите на политичките партии, не само лидерите, да се излезе се гласа, бидејќи овие избори се важни. Се разбира, останува да видиме колку тие излезени кои што гласали имаат неважачки ливчиња. На тоа ќе го дискутираме целова вечер. До мене е господинот Газмен Ајдини, политички аналитичар, колега со кој што ќе поразговараме на почетокот. Го очекуваме колегата Љупчо Поповски од Евротинг, со кој исто така ќе го потрошиме, да кажем, овој прв час од анализи. А традиционално, како и минатиот пат, во студиото
студиото со мене се Владко Чаловски и Јана Јосифовска, кои што ќе ни информираат за сите графикони, твитери, социјални мрежи, фејсбуци, реакции и така натаму. Има ги нешто уште од сега да се каже да тие работи? Не, само пред се, нели да кажеме добро вечер до нашите гледачи, како што Сашо самиот кажа, завршивме една голема работа. Тоа значи дека цензус, нели, има. Јас само би можел да повторам она што беше соопштено на ДИК, пред Државната изборна комисија, дека Криван Паланка има најголема излезност, а најмала имала во Желино до 18:30. И она што е интересно, бројките кажуваат, нели, дека во овој втор круг очигледно дека во Македонски Брод, во Берово, во Пехчево, во Долнени има едни големи отстапки, има многу поголема излезност за разлика од првиот круг, па тоа нека биде еден вид на увертира за она што не очекува. Да, се разбира и втората голема работа која што ја завршивме, што барем до овој момент не сме слушнали, ниту ДИК информираше за некаков било каков било поголем инцидент или нерегуларност и така натаму, и мислам дека до сега можеме да бидеме совршено задоволни со тоа како течеше вториот изборен круг за македонскиот нов претседател. Газбен, како ти се чини, прво што ќе биде коментарот е седе како дека во албанските средини е помала излезноста. Не знам дали ги имаме сите податоци тоа да го коментираме, но гледаме таму каде што е алијансата, да речеме Струга, Гостивар и така натаму, има една значително помала излезност од тоа што би можело да се очекува. Во Струга само 29% до 18:30, во Гостивар уште помалку 23%. Што се овие сигнали според твоите толкувања? Па добро, ја би почнало тоа што се вести, ден се слагам со тој колега новинар, се слагам дефинитивно дека имаме две најважни вести, а тоа е првата вест е дека ќе имаме претседател. Така. Дефинитивно, она загриженоста дека можеме да влеземе во некоја латентна криза, реална после овие избори, ако немавме цензус, особено имајќи предвид што се случувањата околу Македонија и околу Европската унија, нашиот пат, протоколите со НАТО и сето тоа ќе беше еден ризичен период за нас ако влезевме во некој можда не лавиринт во нов циклус на избори, па промена на устав, веројатно една од варијанти, една реална политичка криза која можеше да не стопира, можеби не, но да го смали темпото на чекорење кон Брисел дефинитивно. Втората вест е дека дефинитивно веќе во Македонија не е вест регуларни избори. Така. Што порано беше вест, реално до пред некој циклус на избори беше вест ако речевме дека во Македонија имавме регуларни избори, веќе тоа не е вест, веќе станува стандард и тоа е најубавото. Реално не слушнавме ништо ни од ДИК, па дури ни од учесниците во политичката кампања. Имаше мали предупредувања по пладнево, некои партии лиферува главно по социјалните мрежи и така, меѓутоа реално не чувме за никакви големи. Да. Ниту од цивилните, да кажем, структури кои што наблюдуваа. Сега ќе видиме што ќе бидат завршните извештаи. Ако твоето прашање се однесуваше за регионите кај што живеат албанците, албанското население во Македонија, реално мислам дека се повтори првиот круг на ниво на проценти. Што тоа значи, ќе треба подлабока анализа во смисла кој зошто што гласал. Индикативно е точно тоа дека ти ја спомнуваш Струга, ја повеќе би ги спомнал Боговиње, Врапчиште, Желино, кои се реално општини каде што се градоначалниците од опозицијските албански партии, тоа е алијанса ни до 20%. Значи имаме 16, 18, 15. Така. Значи Желино каде што е градоначалник на БЕС и Врапчиште, Боговиње каде што се градоначалници на алијанса. Веројатно може би ова е потврда на некои информации кои беа лиферувани, односно и некои информации кои се свртеа по порталите дека иако двете политички партии на албанците во опозиција излегува последен момент излегува со повик да се гласа, реално на терен не било баш така, иако морам да ти кажам дека по некои портали знаете, многу добро знаеш дека на крај сите сака да ги земат медалите, сите да станат генерали, па гледам само битката чекаат да заврши. Да заврши, да видиме кој дали ќе се победи или нема да се победи. Реално гледам некои портали од овие кои се блиски на опозиционите партии на албанците, пишуваат дека БЕСА и Алијанса го донесоа цензусот. Што реално кој ќе се направи анализата да кој се направи, почетната анализа дефинитивно и другите многу повеќе ќе покажат, затоа што имате во другите места имате покачувања, како на пример имате во Липкове покачување, имате во Рачиново покачување, се не можам да ги анализирам сите, но овие три беа дефинитивно индикативни и покажа дека албанската опозиција ако не бојкотирала, ја мислам дека бојкотирала, ако не бојкотирала некој тивок бојкот, тогаш дефинитивно не ги пуштила во движење партиските механизми за гласање.
Добро, тоа значи дека ние вечерва ќе добиеме председател, ќе видиме како ќе излезат резултатите. Има една анализа која вели дека и бројот на неважечките ливчиња ќе биде решавачки. Меѓутоа тргнавме со некои 4-5 илјади разлика за Пендаровски во првиот круг. Што се очекувањата сега во вториот круг твои? Имајќи ги предвид оваа излезност, имајќи ги предвид искуствата претходни и така. Па искрено ти кажам, ја можда е прерано да се прејудицира, иако не знам дали е прејудицирање ако се каже дека знаејќи ја целата ситуација, се знае гласовите, барем повторувањето е сега отворено кажано, ако се исти гласовите како што беа во првиот круг на албанците во Македонија, тогаш зборуваме за некои цирка 100.000 гласа. Тогаш се разговараше за 80.000, односно 79.000 на Блерим Река и некои 40 на кои завршија на контото на Пендаровски. Веројатно имало нешто неважешко во сето тоа. Имајќи во обзир кампањата цела, политичката платформа, изјавите на кандидатите, па и блискоста, односно на 4 партии, односно не блискоста, него јавната подршка на ДУ, ДПА, Алтернатива и РДК кон едниот кандидат, мислам дека грото на овие гласови ќе завршат во тоа конто, така да од прилика може да се предвиди резултатот. Јас во овој момент би сакал да ја повикам колегашката Лепа Џундева, која што се наоѓа во седиштето на ВМРО ДПМН. Лепа, каква е атмосферата? Веројатно е се уште рано за прослави, за таги, меѓутоа накратко што се случува во ВМРО ДПМН во овој момент? Еве, Сашо, како што може да забележи и камерата, во прес-центарот на ВМРО ДПМН има само новинарски екипи. Членството се уште не е пристигнато. Се очекува да пристигне и лидерот на опозицијата Христијан Мицковски, за кој што најавата е дека ќе пристигне околу 20 часот. Она што можам да кажам од тука сега во моментов е дека за отприлика 20 на минути ќе имам пресконференција на шефот на изборниот штаб Игор Јанушев. Исто така, она што може да се каже од ВМРО ДПМН е тоа што во текот на целиот ден тие обвинуваа за изборни нерегуларности, поточно обвинуваа дека се вршеле притисоци врз нивните наблюдувачи, како и тоа дека полицијата не преземела ништо за организирано носење на гласачи. Еден час пред затварањето на избирачките кутии, Facebook статус имаше и лидерот на опозицијата Христијан Мицковски, кој што повика на масовна излезеност за постигнување, се разбира, цензус. Ова е тоа што го имаме за сега, се разбира со подетални информации, како ќе добиваме информации, ќе се вклучуваме и покасно. Сашо, дали имаш прашања? Сега никакви прашања, меѓутоа сакам да замолам Искра Печеска да се пријави во програма со атмосферата во СДСМ, бидејќи таа таму ќе дежура цела вечер. Искра, каква е ситуацијата во седиштето на СДСМ? Добро вечер, Ордановски, добро вечер до гледачите на Еден телевизија. Се јавуваме од изборниот штаб на Социјалдемократскиот сојуз по затварањето на гласачките места точно во 19 часот. Овде веќе се чувствува она изборна атмосфера или да речам пред се неизвестна атмосфера, бидејќи се уште е многу рано за да се каже било што околу резултатите, се разбира. Инаку од она што и официјално веќе е најавено во 19:30 треба да започне првата пресконференција или првото обраќање на шефот на изборниот штаб Александар Кирацовски и ќе бидат првичните оценки со гледувања дадени на таа пресконференција. Инаку според најавите од изборниот штаб ќе има уште две пресконференции овде во Социјалдемократскиот сојуз. Втората ќе биде тогаш кога ќе имаат некои попипливи резултати овде во партискиот во изборниот штаб, се извинувам, и се разбира после е најавено браќање на председателот на Социјалдемократскиот сојуз Зоран Заев и на председателскиот кандидат Стево Пендаровски. Во меѓувреме и двајцата денеска дадоа изјави веднаш по гласањето во автокоманда, во Скопска автокоманда на кандидатот Пендаровски и на избирачко место во Струмица на председателот Зоран Заев. Имено Пендаровски кажа дека го оцени овој ден како мирен изборен ден и се разбира дека очекува победа. Додека председателот на Социјалдемократскиот сојуз Зоран Заев пак кажа дека верува во успешни избори и со забрзано темпо по овие избори Македонија да продолжи напред. Исто така во меѓувреме и партискиот портпарол Костадин Костадинов имаше своја изјава и кажа дека овој денешен ден е пример за фер и демократски избори, а ВМРО ДПМН да не пара оправдување за изборниот пораз. Дали ќе биде така, се разбира, останува да видиме. Екипата на Еден телевизија останува овде Ордановски, сега за сега тоа е секако, има прашања, повели.
Благодарам искра, во овој момент ќе одиме со ова вклучување. Јас сакам само да прашам Јана. Јана, има ли нешто на твитови во меѓувреме пред да се вратиме на масата каде што ми се гостите? Така, бидејќи целта е и од овој дел на студиото, нели, да ги анимираме граѓаните, односно се она што се пишува на социјалните мрежи. Па да, Сашо, во текот на целиот ден постојано се твита, особено, нели, твитерџиите се активни. Интересен е за овој прв дел би го издвоила твитот на Златко Ридјански, кој духовито вели: рокерите и технаџиите одат на гласање после 17 часот. Зошто? Затоа што се будат во 2 напладне, ама нивните гласови се одлучувачки изгледа. И исто така, апропо ова што го дебатирате во студиото со твоите гости, Джевдет Хајредини пишува дека без албанците не може ниту цензусот, ниту изборот на Пендаровски и дека со албанците се постигнувало и едното и другото и така и ќе. А зашто би било и поинаку? Се разбира дека и без албанците, без македонците не може ниту избор, ниту цензус. Љупчо Петковски во меѓувреме пристигна во студиото. Инаку да ви кажам дека ние цела вечер, како што знаеме и од минатиот пат, имаме хокеарски измени на овие маси каде што дебатираме, бидејќи после мене до полноќ ќе седат и другите колеги уредници кои што со своји гости ќе расправат. Љупчо, каков е првиот впечаток? Малку задоцни, меѓутоа се вклучивме во ДИК, излезноста ја имаме, таа ќе биде веројатно негде околу 45-6%. За сега нема никакви сериозни најави за сериозни инциденти или неправилности. Сепак, што е твојот впечаток за овој ден? Со еден збор тажен, затоа што да се надеваме дека ќе има над 40 и јавно се надева дека нема препаднати изборите, тоа веќе само по себе представува индикатор за политичкиот дух или за духот на времето во кој што живееме. Тоа е дух во кој што партиите не успеваат да мобилизираат, односно партиите како што ги имаме. И затоа би кажал дека јас сум пред се тажен, инаку го искористив своето право да гласам. Не прашуваме за кого. Па не, тоа ќе го задржам во себе. Да. Меѓутоа, да, мислам, тоа е еден индикатор за некаква криза. Нели? Криза и малку слушав и пред да влезам, имам впечаток дека дури сите некако го репродуцираме тој дискурс, нели, за контингенти, за нагласачи, за тоа како, не знам, кој на кого ќе идеа гласачите. И една од причините зашто луѓето не излегуваат е впрочем тоа. Знаете, тоа ги нервира луѓето, особено мислам дека тоа е причината поради која што голем дел од сограѓаните албанци не излегува. Тоа сигурно е анализа која што е вредна за правење. Мислам дека меѓу двата круга се истрошија многу зборови околу тие анализи. Останува тоа да го правиме и после вториот круг. Факт е дека и многу луѓе не се тука. Факт е дека им се работи за претседателски избори кои традиционално имаат пониска излезност. Така што и се разбира ова што ти го говориш, дека мислам дека таа опомена и до сите партии, и до двете водечки партии стигна прилично директно во првиот изборен круг. Сепак, додека сме на таа тема, Чаловски, имаме ли некакви графики со кои можеме да представиме за овие што се постојано се вклучуваат, се исклучуваат гледачи, така како стоиме со излезноста? Сашо, до што можеме барем досега да се забележи според информациите од Државната изборна комисија, Оно што го констатиравме на самиот почеток, дека излезноста е постигната, ако ништо друго, може да видиме само, ќе ја замолам режијата, докога имаме крива паланка и тоа графички да го прикажеме официјално со најголема излезност и Желино како место каде што најмалку има излезност. За сега ете. Во Желино беше 16% негдека до 15 до 18:30, а во Крива Паланка која што води над 70,29%, барем до 18:30, меѓутоа ете ова се само почетните резултати, па ќе почекаме. Добро, тоа претпоставувам дека ако во Крива Паланка имаме некаква просечна стапка на иселеност, практично 10 души 9 излегле присутни. Од 10 присутни 9 излегле на гласање. Тоа беше карактеристично и за Дебар, Газмент, нели? И таму беше релативно добра излезноста, ако се знае дека Дебар во првиот круг говорам, е едно место кое што има многу иселеници, каде што веројатно во Детројт живее поголема заедница на дебарчани отколку во Дебар во денешно време. Добро, реално ако го земеме Дебар, ако можам. Ќе се вратиме Чало на тебе во секој случај. Визави ова, реално гледам у Дебар имаме негде околу 5000 гласа сега, за локалните избори имаше околу 8000 нешто. Значи реално тоа потврдува она тезата дека претседателските избори реално не се толку интересни за граѓаните, па сега збориме за 2 недели скача 3000 гласа помалце.
релевантноста на председателските избори, па на председателската позиција, очигледно е по-не интригирачка за гласачите за излегување. Веројатно, Лјупчо, се работи за замор на материјал. Ние буквално идната година имаме повторно парламентарни избори редовни, поидната има и локални, оваа председателски. Туку што излегавме од политички драми во последните Ти години. збориш за идни 2006, 2008, 2009, 11, 13, 14, За 10 години 8 16, избори, 17, да. 18, 19. Мислам, дали е тоа поттик за демократијата или е некаков замор? И двете. И двете, мислам, нема одговор на тоа, меѓутоа јас се уште го споделувам печатокот. Мислам, апсолутно, доколку погледнете наназад, председателските избори секогаш привлекувале помалку гласачи од другите. Меѓутоа, волку малку гласачи не привлекле никогаш. Знаеме дека минатиот пат имавме подосадни кандидати. Така, имавме кандидат втор пат што се кандидираше и што од кој што многу луѓе беа разочарани и кој што беше партиски кандидат и така натаму. Ама беа врзани со други избори. Беа врзани со други, меѓутоа излезноста беше и во вториот круг по-голема, така и во првиот, и во вториот круг. И сега тук тоа е индикатор за некаква криза за која што ете подоцна ќе разговараме. Колку се партиите самовиновни кои што стоја за довие кои двајцата прокламираа кандидати дека се независни, колку е уствари кампањата на кандидатите, па ако сакате самите кандидати колку се за тоа заслужени? Има ли некаква таква можност да се пресече целата анализа околу тоа? Кампањите апелираат на мал дел од луѓето. Значи пред да почне кампањата голем дел од луѓето се веќе решени. Дали ќе излезат, дали нема да излезат, за кого ќе гласаат и така натаму, така што не би можел тоа да го сведам, да го редуцирам само на кампањите. Инаку се согласувам со тезата дека кампањата беше поприлично досадна, што не е ни толку лошо. Значи немаше голема зла крв и немаше големи расправи и немаше многу говор на омраза, освен во последната дебата од некни. Така што мислам дека ова е индикатор повеќе за тоа како стојат партиите, затоа што иако партиите се обидуваа и двата кандидати, двете најголеми партии се обидуваа да ги представат како непартиски, знаеме и кај луѓето превладаа мислењето дека тоа се партиски кандидати, што впрочем и се. Така што ова е некој индикатор за незадоволството на граѓаните од партиите. Така, сега ќе видиме како ќе се партиите или политичките елити дури? Политичките елити и партиите, двете најголеми и трите, впрочем, најголеми партии. Многу ќе биде интересно затоа да видиме како ќе бидат по општини резултатите, како кој колку успевал да извади од гласачите, да мобилизира и така натаму, за да се носат некои анализи. Меѓутоа ова веќе на некое општо ниво се гледа дека сите потврдиле. Чаловски, ќе продолжиме ли со некакви статистики доколку имаме веќе по-конкретни по општини и така? Да, барем ова што може да се види досега Сашо, ова се првичните резултати во кои што покажуваат дека Пендаровски засега е во водство, меѓутоа ова се многу малку изброени гласови. Јас и пат кога почна во 7:30 да доаѓаат, рековме чекайте, има цела вечер. И така ова многу ќе се менува, Црвеново и Синово ќе се претпоставам дека ќе оди во една изедначена. Инаку да кажеме дека како работи ДИК, годинава за прв пат примени еден побрз начин на собирање на резултатите, а тоа решија дека ќе користат и телефонски снимки од изборните комисии за да ги добиват првичните резултати, значи снимки од записниците. Потоа записниците секако се собираат из избирачките места, одат во општинските изборни комисии, па официјално стигнуваат во ДИК. Ке ми дозволиш, Сашо, апропо ова што сега го дискутиравме, судејќи по коментарите на социјалните мрежи и по големиот број од граѓаните се со позитивни оценки во однос на работата и последните новитети на Државната изборна комисија. Имено еве пред да продолжите со разговорот, во овој однос ке прочитам еден твит. Се вели брајови ливчиња за слепите гласачи, лица со попреченост, наблюдувачи. Браво ДИК, браво кој да го предложи и оствари ова, нема инциденти, заличуваме, има напредок, ајде Македонија. Па добро, јас Лјупчо ни наметна една критичка еден критички дискурс од почетоков, инаку јас би кажал дека можеби сонуваме за вака здодевни избори, за конечно, како да ви кажам, да. Гледайте, кога разговараме за политички елити, јас не би се исклучил ни себето си, ни новинарската фела, веројатно и како да кажем, аналитичките ресурси политички во држава, можеби се граѓаните заморени од сите нас, од целиот процес. Можеби тоа нормално, можеби се бара смена на
генерации, бидејќи ние реално немавме на овие избори, да кажам, во ликовите на Гордана Силјановска Давкова и на Стево Пендаровски, тоа сепак не се некакви нови луѓе кои што се непознати и така натаму. Гледаме дека Лјупчо, например, во други земји победуваат комичари, тотални аутсайдери, луѓе кои што немаат никаква врска никогаш во животот со политика, добиваат фантастични бројки. Па и бизнисмени. Дали одиме можеби во таа потреба, во тој правец? Што е твоето мислење? Па не мислам дека се разликуваме од, не знам, од другите држави. Дури во постабилни демократии бипартизмот е нели ставен под притисок. Еве во Словенија, ја малку по одблизу ја следам Словенија. Не знам колку знаат луѓето дека во Словенија последните 5 парламентарни избори ги добила, или 4 парламентарни избори, ги добила или втора била, така, на тие избори, партија која што била туку што формирана. Особено таму во левицата цело време се рециклираат нови и нови партии. Луѓето се разочаруваат од една партија, значи се формира дека друга. и во Македонија се отвора можност за така наречена трета опција? Газмен, тоа прашање за тебе, бидејќи можеби и Плерим река најавува некаква можност за некаков, да кажа, таква интервенција во оваа класична поделба, иако ние имаме многу мали партии кои што се во коалициите. Меѓутоа, дали можеби не се навраќаме сега повторно, идната година се парламентарни избори, дали не се навраќаме на опција да некој напросто на 10 месеци пред изборите формира партија и изненади? Има ли таков простор или што? Не би рекол трета опција, меѓутоа мислам дека постојат условите и поставени се за некаква плурализација на партискиот простор, политичко-партискиот простор. И сега знаете, и комбичарите не доаѓаат нели на власт само како комбичари. Обично има некој тајкун што стои зад нив, како што стојат низа тајкуни зад комбичарот што стана нели претседател на Украина. Така што тоа, меѓутоа условите се тука. Постои едно чувство на разочараност од партиите и дометот на партиите е тој. И тоа можеби не е ни толку лошо. Не е ни толку лошо и ако таков притисок се створи врз партиите, може да се понадеваме дека партиите ќе се менуваат. Сега за жал ние не гледаме. Не гледаме дека Мицковски или ВМРО се промениле, иако беа опоменати неколку избори наназад. Јас морам да ве прекинам, бидејќи сме во живо. Кирацевски во СДСМ мислам дека има пресконференција. Тоа покажува дека граѓаните пристапија одговорно пред одлуката за заедничката еднина. Гласот на секој граѓанин денес е јасен придонес кон таа напредна еднина. Граѓаните масовно го искористија своето гласачко право на мирен и достоинствен начин и го избраја петтиот претседател на државата. Република Северна Македонија спроведе кристално чисти, фер и демократски избори, како што доликува на една европска, модерна и демократска држава. Им благодарам на граѓаните кои со своето одговорно однесување придонесоа да имаме мирен и демократски изборен ден, како и на институциите кои со своите капацитети одговорија пред предизвикот изборниот ден да мине во најдобар ред. Почитувани присутни, почитувани граѓани, ги имаме и првичните тенденции. Стево Пендаровски е во водство и очекуваме победа. Очекуваме и останатите учесници во изборниот процес да дадат признание за мирно спроведените демократски и слободни избори. Изборниот ден до самиот крај и по прогласувањето на резултатите да финишира во една ваква демократска атмосфера како изборниот ден. Никој да не се обидува преку лажни вести и измислици да бара алиби за евентуален непосакуван резултат на изборите. Мнозинската волја на граѓаните, изразена на фер, слободни и демократски избори, мора да биде испочитувана од секого. Ви благодарам, доколку има прашање, повелете. Видете, часот е 19:20-25. Првичните тенденции укажуваат дека Стево Пендаровски во водство, а во колка во водство ќе знаеме најверојатно за 45 минути до час, најповеќе.
Тенденцијата се согледува врз основа на сите податоци кои што стигаат во нашиот аналитички центар на ниво на целата наша држава, а поединичните резултати ќе ги имаме нормално после 1 час, час и половина. Конечните финали. Извинете, еден. Апсолутно не, затоа што и според нас, и според сите домашни меѓународни институции кои што ги наблюдува изборите, истите поминаа во најдобар ред, без никакви инциденти, во една мирна, фер и демократска атмосфера. Моите информации првични укажуваат дека господинот Али Ахмети во седиштето на Демократската унија за интеграција во 20 часот ќе има своја пресконференција, а подоцна сигурно заедно со сите останати коалициони партнери ќе се приклучат тука во седиштето на СРСМ. Ви благодарам. Имајте убава вечер, затоа што ќе биде Еве, како што гледате, кај нас и тенденциите се прегласуваат за оптимистички резултати. Ќе видиме тие тенденции како ќе излезат. Има веројатно уште барем 60 на минути додека дојдеме до некакви посолидни резултати врз кои што ќе може да се прават проценки за финалните резултати. Да ве прашам, колеги, како ви се чини целата изборна кампања како помина? Дали таа можеше да биде поинтересна или таа придонесе како кампањи така смислени, бидејќи се вративме на едни традиционални кампањи, а граѓаните не можат да се пожалат дека биле неинформирани, тоа е друго прашање како говореле самите кандидати, но имаше 6-7 телевизиски дуели. Така што кој сакал можел да дознае. Но може ли да се очекува дека и таа релативно здодевна, па дури и старомодна кампањска една политика за водење на вакви изборни активности не придонесе и за една пасивизација? Газмен, ти си меѓу другото и во тој бизнис, па да те прашам директно какви се твоите искуства? Да искоментирам ова пресконференцијата на генералниот секретар на СДСМ, мислам дека главната интенција не беше тенденцијата, него повикот да се елиминира, да се елиминира секоја можност за јустификација, односно оправдување на пораз. Така да во тој правец го гледам овој настап, не во смисла на давање на некои тенденции. Колку беше интересна кампањата, искрено ви кажам, не, ја одавна зборев и ова кога поврзам со прашањето за Блер и Река, што ми го поздрави Сашо, мислам дека кандидатите треба да, иако се обидуваат да не обличат партиски дресови, реално им остана амблемите партиски. Тука мислам дека веќе изгубија во некоја креативност нивна, покреативност во смисла на праќање на поинтересни пораки, затоа што се задржава на корпусот на пораките што ги имаат партиите кои ги поддржуваат, демек беа надпартиски. Истото важи и за Блер и Река, ако ме прашуваш зашто не одговорив на прашањето дали трета опција, секогаш постоело простор за трета опција и ќе постои, но третата опција зависи највеќе од понудата, не од ништо друго. Што ќе биде понудата, тоа ќе го отвори тој третиот пат. Блер и Река, за жал, морам да кажам, кој лично многу го почитувам, можеби најповеќе се поврза со политичките партии кои застанаа позади него. И тука веројатно доста изгуби, а изгуби можда и можноста за отварање на некој трет пат. Реално и Пендаровски и Давкова беа до негде поодалечени од ВМРО, СДС-ДУ и другите, отколку што беше Блер и Река. Лепче се извидам уште едно прашање за Газмен. Сепак резултатот кој го оствари коалицијата која што стоеше зад Блер и Река, на што можат тие да се надеваат на парламентарните избори? Дали тоа не е добар резултат за нив? Не, тоа е добар резултат, но не е одличен резултат, затоа што збориме за 79.000, а ако видите на локалните избори 2017, тие две партии има повеќе гласови за листите на советници. Таму секако имаше и повеќе гласови, сите има за се. Не, реално имајќи во обзир дека излегувате со еден единствен кандидат кој е албанец. Ја гарантирам дека гарантирам и истражувањето што ги имам видено не гласовите, затоа што тие не можат партиски дури ни етнички прецизно да се сецираат, да се определат. Зборам дека таму имало и доста гласови кои не беа партиски, кои беа на кандидатот, кои беа од други партии, кои беа од неопределените, и тоа се гледаше по истражувањето. Затоа велам, мислам дека Блер им Река да направеше малце повеќе понезависна кампања од партиите, мислам дека ќе поминеше подобро за порт. Извини, само да завршам, и реакциите кои ги доби со излегувањето и повикувањето за гласањето во вториот круг и беше многу подиректен од
другите, односно од лидерите кои го поддржуваа во смисла на гласање, повеќе за гласање во вториот круг, реакциите од неговиот електорат, што електоратот што го гласаше беа негативни. Тоа покажува дека многу се поврза кон опозицијата. Љупчо, овој резултат и овие успешни избори и конечно добивањето на председател е голем аргумент за нешто каде што сте вие со Евротинг практично веројатно најголемата експертиза имате, а тоа е за наш продолжување за таа евроинтегративна сторија. Веројатно се одземаа сега аргументите од раце на оние кои што мислеа дека доколку не успеат изборите, тоа ќе беше директно проблематизирање не само на датуми, туку и на наредни некакви интеграцијски процеси. Што значи вакво завршување на председателските избори? Влегуваме ли сега веќе во сериозна една агенда на еден посериозен начин отколку до сега во таа интеграцијска приказна? Успешни избори, нели шведски избори, како што ги нарече, или скандинавски, нели се добар аргумент за да им се одземат аргументите на некои сили, се посилни сили во Европа, особено меѓу државите членки, кои се имаат генерално негативен став кон проширувањето. Сега, нашата несреќа е што чекаме тие процеси да се отворат во една многу тешка година за Европа. Франција има сериозни калкулации и сериозни проблеми со генералната политика на проширувањето. Има европски избори сега во мај, и мислам дека од исходот на европските избори ќе зависат следните чекори, особено на Франција, нели во однос на проширувањето. Знаеме дека за да почнеме преговори треба едногласно да се согласат сите држави членки во Советот за да се отворат преговорите. Така што ја би бил многу внимателен во тоа. Во принцип за власта е добро што изборите што се случуваат пред јуни, затоа што знаеме дека целиот процес и целата и преспа и сите тие тешки чекори што моравме да ги направиме и контра, нели, јавното мислење или поголемиот дел или сериозно мнозинство на јавното мислење беа оправдани, нели, и легитимизирани со ветувањето дека тие процеси ќе тргнат. Не сме сигурни дали ќе тргнат и која ќе биде. Зошто се прави толкова драма околу тоа? Што е сега разликата на толку години чекање, дали во јуни ќе добиеме датум или ќе добиеме во септември? Зошто сега таква политичка драма се прави толку? Таква драма кога се прави. сите ја знаеме состојбата во Европа и сите велат тоа не зависи од вас. Што сега таква овдека драма се прави околу тоа? Се прави драма затоа што политичарите прават драма, во недостаток на други теми ќе прават драма и од тоа. Тој впечаток е од прилики. Деломно има кривица и власта затоа што ги дигна многу очекувањата и Заев многу не пази и не знам високи представници на власта како ги представуваат тие работи. Можеби треба поискрено да комуницираат со граѓаните. Граѓаните се интелигентни, ќе сватат да им се објасни. Не само тоа, туку на Заев никој не го сопира Заев да прави реформи без разлика дали сме добили датум. Меѓутоа, да, силна порака е, нели, немаме вратете се на назад. Ние пред 12 години беше вест кај нас, до пред 7-8 години беше вест да има избори без жртви. Така што во таа смисла сме ние напреднати, страстите се спуштени. Дали се согласувате дека опозицијата успеа во вториот круг една голема тема релативно лесно да ја надмине во смисла на Преспанскиот договор? Значи кога видоа резултатите од првиот круг, кога видоа дека таа реторика за Преспанскиот договор за НАТО, за Република се име, тоа ќе подпишувам, не подпишувам и така натаму. Да. Вториот круг се претвори во парламентарни избори, се збори за струја, за цени на нафта, за не знам што, просто на некој начин никој не го спомна Преспанскиот договор во последните 15 најголемата придобивка од овие избори затоа што опцијата што застана нели директно против Преспанскиот избор, против Преспанскиот договор, видовме колку вреди на пазарот и видовме дека Преспанскиот договор повеќе не може да биде тема на која што ќе се добијат избори. На некој начин добро е што ВМРО го користеше и Силјановска Преспанскиот договор како аргумент да мобилизира гласови во првиот круг, за да и свативме на тој начин колкава е уствари всушност нели моќта или не знам потенцијалот за мобилизација околу Преспанскиот договор мал е. И на некој начин веќе нема простор за оспорување на Преспанскиот договор. Па и тоа е некаква придобивка политичка. Тоа е можеби најголемата најтрајната политичка придобивка од овие избори. Газмен, што ќе биде следната придобивка во смисла на метлата? Дури и без разлика на резултатот кој ќе биде победник на овие избори, очигледно дека Заев веќе не може се повлече од таа најава дека ќе мора нешто да замете во отворот. Па дефинитивно, можеби, не знам, можеби најголемата придобивка ќе биде таа метла.
затоа што точно се слагам со тебе, не треба да се чека датум за да се интензивираат реформите во државата, може и без тоа да се направи. Очигледно, ја неколку пати имам кажано, сега expectation, очекувањата беа многу повисоки него што се деливер резултатите кои се дадени на граѓаните, така да веројатно или се превисоко дигнати од страна на власта, можда лоша и проценка, или се класичен пиар, но тој пиар некогаш се враќа како бумеранг. Реално власта, не само Заев, него сите треба да сватат дека има нешто што не функционира внатре и сега не знам дали тоа е метла или нешто друго треба да биде, но нешто треба да се направи внатре и ја очекувам дека оној 10 мај што го спомнува цело време ќе биде реалност веќе. Иако да збориме реално сега таа метла неколку пати се спомнува, но очигледно требаше некој да ја купи у некоја продавница кај што тоа да не правам реклами сега продавница. Да, повели. Разговорот за Заев и метлата, духовите, твитерџиите велат заради времево, ако имаше слаба излезеност, Заев изгледа првата метла ќе му ја удреше на директорот на Хидрометеоролошкиот завод. Ја само да ги потсетам овие гледачи кои што можеби не следат веднаш од 19 часот која ни почнува отворена програма, дека еден ТВ ќе има отворено студио се негдека до полноќ за соопштување на некакви за денеска дефинитивни резултати. Поставени сме со своји линкови во штабовите на СДСМ, на ВМРО, ДПМН, во Државната изборна комисија, а еден лик исто така ќе го потребиме за работи кои што ќе бидат од интерес за јавноста доколку се случуваат и на други места во градов. Со мене во студиото се колегата Љупчо Петковски, кој е директор на невладината организација Евротинг, која е специјализирана за интегративните процеси пред се европските на Македонија, и Гезмет Едини, мој колега и политички аналитичар и експерт за односи со јавност повеќе години наназад, со кој се обидуваме да ги анализираме овие првични часови, првиот час после изборите. Чаловски, повели да видиме се мрдали нешто во нашиве графикони. Сашо, она што баш би сакал да го упатам како прашање до твоите гости, ако во првиот круг зборувавме за тоа дека е мала излезеност во општините каде што има повеќе етнички албанци, се чини дека и сега и Липково, и Гостивар, и Тетово, тука некаде се со таа една иста излезеност, меѓутоа првичните резултати покажуваат дека Липково, Желино, Гостивар, Врапчиште, Боговиње, Тетово, Теарци и Дебар, местата каде што Блерим Река победи во првиот круг, сега секаде во секој од тие општини Стево Пендаровски има барем со првичните резултати убедлива предност пред Гордана Силјановска Давкова. На што се должи тоа? Дали директно да ги прочитаме резултатите, Газмент, или има некој друго туку? Мислам дека е прерано. Да, прерано, ова се и за тенденции за се до негде 10% е дефинитивно секогаш во овој election engineering прерано да се збори за тенденции, но мислам дека реално подлабока анализа треба за ова. Например, вие имате у Липково поголема излезност сега него што имавме во првиот круг. Во Желино имате помала излезност него што имавте во првиот круг. Така да не може да се земе здраво за готово тоа дека имало поише Блерим, па сега има Пендаровски или имаш... Газмен, како е во највлијателните места каде што се дуи практично највлијателни? Да речеме Тетово, Чаир, како е таму атмосферата? Која е таму анализата, макар и првична? Видете, првична анализа, според мене, мислам дека Дуи не ја зема поозбилна работа во вториот круг, него имаше полесна работа во првиот круг. Значи, реално, ја уште во првиот... Чекај, ќе ветуваат дека, напротив, дека во вториот круг ќе вклучат се што имаат на располагање. Токму затоа викам дека во вториот круг им беше полесна работата. Затоа што во првиот круг имаа кандидат кој беше албанец. Реално, имајќи ја филозофијата на Дуи како политичка партија, не беше баш лесно, дури истражувањето покажува дека не само на Дуи, него и на сите други политички партии на албанците имаше членови кои би гласале за Дуи, ги гласале за ДП, би гласале за алтернатива, но би гласале за Блерим Река како единствен албански кандидат. И тоа реално и се случи. Дури ја имам видено истражување кои викаат дека и гласачите албанци на СДСМ би гласале за Блерим Река. Што е логично. Не зборам за проценти, не е важно во оваа ситуација, но зборам ко тенденција. Така да затоа велам дека Добро, тоа е додуше поука и за СДСМ.
Значи тоа сепак е еден чекор назад од онаја политика дека е ова, нели, политика како беше живот за сите. Едно општество за сите. Видете, реално тоа покажа, ја го кажав ова веќе еднаш, тоа покажа дека она гласањето по етничка инерција се уште постои во Македонија и ќе трае. И ќе трае уште одреден период, не знам колку, не можам да предвидам, но ќе трае. Сега во оваа ситуација очигледно и на ДУИ, па и на другите политички партии албански кои поддржува еден од кандидатите, во овој случај више завршивме со гласањето, немаме изборен бол, им беше многу полесно да излезат директно и да кажат дека гласот треба да иде кон Стево Пендаровски. Тоа се гледа на пример во Липково, каде што условно е бастион на ДУИ, секогаш победувала таму, а од друга страна имаше многу мала излезност во првиот круг, сега имате некој можеби за 20% поголема излезност во Липково за вториот круг, кога немате албански кандидат. Сака некој да ми прокоментира зошто во Шуто Оризари е толку мала излезноста? Таму е 25-6-7%, во ситуација кога власта ги има сите 4 ромски партии во својата коалиција и каде што исто така и ДУИ партиципира. Што е, Газмен, што е причината за тоа? Бидејќи знам дека Љупчо не се бави во тие детали со овие избори. Што е, зошто во Шуто Оризари не се успева да се мобилизира? Сашо, пак треба да се вратиме на тоа, дека се работи за председателски избори. Реално збориме за општини кои и малата излезност сега, колегата спомнува дека кај албанските општини е мала излезност и ја викам дека е повисоко од таа малата у првиот круг. Значи, пак збориме за мала излезност и тука треба да ја видиме и таа генералната излезност затоа што е падната заради гласовите од албанските условно општини. Зошто? Затоа што веројатно се зборуваме за Липково, за Рачиново, за Шуто Оризари, за општини кои се градски, некои од нив, но инфраструктурно, односно економски се на толку ниско ниво да очекувањата се секогаш повисоки кога се работи за парламентарни и локални избори, особено за локални избори, затоа што гледаат од него што од тој што го гласаат, од тие што ги гласаат, гледаат нешто пореално дека може да се реализира, потребите се не се на политичко ниво, не се во смисла на добивање на датум на преговори со Европска унија, но средување на улиците и нешто друго. Веројатно се, а тоа е предпоставка моја, не се базира врз некои емпириски податоци, но мислам дека тоа е наголемото. Добро, јас само да ги потсетам гледачите, дека ние негде околу 20 часот, 20 и нешто очекуваме и вклучување веројатно во ВМРО ДПМН, таму е најавено дека господинот Христијан Мицкоски тогаш би требало да дојде. Очекуваме исто така и во ДИК во наредниот, да речеме, половина час исто така да има вклучување, мислам дека и во МВР нашата Кристина Атовска би требала да се вклучи со пресконференција, бидејќи МВР ќе даде своја оценка за настаните и како поминал денот. Љупчо, сепак да те вратам на темата за која што пред малку разговаравме. Ќе овозможат ли председателскиве затварањето на прашањето на председателските избори конечно да се направи тим за преговори, дури без разлика на добивање или недобивање датум, бидејќи ние, како што знаеме, владата и покрај ветувањата се уште не успеа да констатира тим кој што ќе ги води преговорите. Тој тим не е мал, тој треба биде практично составен од десетици, можеби и стотици луѓе, но некаква рбетна структура од неколку десетици луѓе веројатно ќе треба се воспостави во некое догледно време. Има ли овие избори, имаат ли влијание за тоа? Па не би требало да има, затоа што било која влада не би имала многу избор во однос на тој тим. Владите можат да изберат, да донесат политички одлуки кој ќе го води тимот, кој ќе биде тој што ќе оди напред, кој ќе биде тој што ќе го тера политичкиот дел, кој ќе биде тој што ќе го координира по техничкиот дел, меѓутоа јадрото на тимот и на преговарачките тимови секаде во сите држави што пристапувале бил составен од луѓето што си ја знаат работата, што во министерствата, во јавната администрација ги терале тие процеси. Видовме некои изјави кај нас дека искрени изјави од министерот Манчевски, нели, дека капацитетот во јавната администрација не е доволен, па ќе се обиде владата, нели, да привлече луѓе и од надвор за да се комплетира тој тим. Меѓутоа не гледам како во една нормална држава или држава што сака да се представи како нормална, председателските избори би имале врска со тоа како ќе се организира јавната администрација, владата и така натаму. Меѓутоа би се навратил нова пред тоа. Претходно затоа што бев доста испровоциран. Ја мислам дека СДСМ и Пендаровски ќе направеше многу подобар резултат доколку кон албанските гласачи пристапеше директно, а не преку ДУИ.
Барем мојово чувство и ова повторно е на, како викаат на англиски, anecdotal knowledge и на некои шпекулации. Не сум гледал анкети за ова, меѓутоа доста разговараме со луѓе. Има огромна разочараност кај албанците од ДУИ, и тоа почна се повеќе да се рефлектира и во разочараност кон СДСМ. Затоа што, да не заборавим, многумина од албанците, нашите сограѓани албанци кои што излегуваа нели на протестите против Груевски, не излегуваа само против Груевски, туку излегуваа против некои практики во кои што беше вмешани и Ахмети. Така што на некој начин Ахмети останува Груевски на албанците. Јас нема да ви дозволам да продолжите оваа полемика. Знаеш зошто? Затоа што и самиот пишувам критички. И самиот без разлика на која позиција, мислам дека сепак за тоа ни треба анализа. И овие председателски избори ќе дадат бројки, ќе дадат проценти каде што тоа ќе можеме. На сите ни е впечатокот дека Сакам само како вовед во тоа, во кој ќе дојде податоците, тоа неминовно ќе излезе. Но тоа е едно од прашањата кои што се веројатно важни и за ДУИ и за СДСМ. Да видат што и како стојат после овие председателски избори, бидејќи впечатокот е тој. Но тоа некако сите го дискутираме повеќе на впечатокот отколку на бројчена анализа. Сашо се работи за перцепција, не за перцепција, за перцепција се работи, но има едно нешто што не се слагам само со една работа, тоа е дека Стева Пендаровски не им се обрати на албанците лично. Значи го остави тоа преку ДУИ, тоа никако, затоа што и тоа е една од анализите кои што ќе не може да се каже дека не, имаше митинзи по сите населени места, идеше сам, не идеше со ДУИ, ако мислите за тоа. ДУИ си ја заврши својата работа, Стева Пендаровски си ја заврши својата работа. Не сакам да влезам во анализи кои не се врз основна перцепција, на пример случајот во со Арачинова, ама да не навлегуваме многу. Сега ми е некако време, дел од денот, кога морам да ги пуштам оние работи што сме ги правеле за време на изборниот ден, а тоа се овие изјави кои што ги даваат водечките личности на партиите, па и самите кандидати при гласањето. Ако сега не ви ги пуштиме да ви кажат на нас зашто правеле, ги изеде потоа вечерта и настаните што ќе следуваат. Предлагам во режија да ги пуштиме тие неколку прилози, а ќе чекаме и во ВМРО ДПМН да се вклучиме со линк. Очекувам уште поубедлива победа во вториот круг, затоа што оние категории на луѓе кои останаа дома во првиот круг или оние луѓе кои гласаа за против кандидатот Река која заврши својата изборна трка во првиот круг, еден дел од нив очекувам дека ќе излезат на биралиштата и ќе гласаат. Мојата надеж е дека најголемиот дел од нив ќе го препознаат концепт. Да, во овој момент се вклучуваме во штабот на ВМРО ДПМН. Власт, а народот победува. Новата реалност значи дека Заев ја губи поддршката, а бројот во општини каде оваа власт е детронизирана, повторно ќе биде огромен. Реалноста значи дека народот бара правда, бара слобода, бара стандард, принципи и вредности. Тоа се добрите моменти, бидејќи новиот квалитет во нашето општество е важен, а власта е детронизирана. Но ајде сега и за другата страна. Зошто оваа власт губи? Зошто не знае да организира избори? Со бројни обиди за манипулација на волјата на граѓаните. Мораме да потенцираме дека власта денес воопшто не беше на висината на задачата во вториот круг. Забележани се низа нерегуларности кои иницираат изборен инженеринг од страна на власта. Овие нерегуларности не се ништо друго, туку паника. Паника и страв на власта за своите фотели, привилегии и власт кои народот им ги одзема. Нашите индиции, нашите сомнежи говорат дека има организирано гласање, семејно гласање, притисоци, закани и уцени, но индиции исто така и за подкуп и злоупотреба на полицијата. Во Тризлаво Прилеп се случи организирано гласање, каде луѓе од СДСМ во текот на целиот ден собираа гласачи од нивните домови и ги носеа организирано на гласање. Постои огромен сомнеж дека дел од овие луѓе се носени како резултат на закани, а голем дел и како резултат на подкуп. Ново село, каде имавме локални избори, беше буквално под полициска обстада. Оној партиски инструиран дел од полицијата, кој не се придржува до професионалните стандарди, целосно го запоседна Ново село. Напната ситуација, приговори, закани за апсење на луѓе кои ги одбиваа наредбите на власта.
Во Битола беше присутно целокупното подземје на градот. Осудени криминалци, кои ги заплашуваа граѓаните да гласаат за власта. Се знаат и регистарските броеви на автомобилите во кои се движе овие луѓе и кои се тие лица секако. И знам дека јавноста интересираат детали, а институциите тоа треба да ги интересира многу повеќе. Одговорот е спасовски дека за ова знае највеќе. Во Шуто Оризар имаме нескриен организиран превоз преку такси компанија блиска до власта. Во Скопски Чаир имаме групно гласање на избирачки места во 6 ноември. Вакви и слични појави има и на други места. Штип, Радови. Ја следиме пресконференцијата на ВМРО ДПМН, тие има цела една серија на жалби околу тоа како изгледал изборниот процес, но јас да искористам прилика да се заблагодарам на првата екипа мои гости, господин Газмен Хајдини и Љупчо Петковски. Во меѓувреме ќе седнат нови гости во студиото, се враќаме на ВМРО ДПМН, да видиме господинот Јанушев од каде уште ќе набројува дека имало нерегуларност. Најголем број на гласови. И сето ова е резултат на новата реалност, на волјата на народот и сето она што следува. И во една ваква ситуација, се освен победа на професорката Силјановска, ќе фрли темни дамки и сериозни основи за изборен инженеринг, реализиран со притисоци, закани и подкуп. Ова за нас е битка за правда, принципи и вредности. Ние веруваме во тоа цврсто и непоколебливо. И ќе победиме. ВМРО ДПМН се враќа на голема врата. Падот на Заев почна и ќе падне забрзо. Ќе победиме затоа што Македонија е во прашање и затоа што ова е битката на нашите животи. Ви благодарам. Бројките пристигнуваат, за многу брзо ќе ги соопштуваме и деталите кои што ги собираме. Она што е важно во овој момент, како што напоменав и во самата пресконференција, е дека народот го поразува Заев, дека Заев, СДСМ и власта се детронизирани, дека власта е во пат и за брзо ќе си замине. Ви благодарам. Рековте се освен победа, ќе фрли somneš врз изборниот процес, ќе ги признавате резултатите ако... Значи, само што кажа, резултатите пристигнуваат, за многу брзо ќе излеземе со детали. Ви благодарам. Се враќаме во студиото на 1 ТВ.